Значи, ние почнуваме со дишење, со сесии дишење, кои што траат од 1 до 2, понекогаш и 3 часа. Сесијата дишење го активира енергетскиот циклус, а тоа е уствари внатрешниот систем во нас. Енергетскиот систем, што е тоа? Значи, при дишењето се случува соединување на свеста и подсвеста. Значи, медицински гледано на симпатикус и парасимпатикус. Значи, се соединува од нашата целокупна свест во суштина се активира, значи, нашиот онај зенит на функционирање кога се соединат двата нервни системи. При сесија дишење, ова интуитивно го доживуваме сите на свој одреден начин. Сите во нешто сме внесени, имаме своји обсесии, своји желби, своји нагони кои што посебно не движат. Значи, од спорт, хобија, паси, во различни начини, каде што јас доживувам на моето. При сесија дишење го активираме буквално овој процес. И се случува едно синхронизирање. Значи, со чистата, примарна, првобитна, најчиста свест ослободена, значи полето, тлото, темелот врз кој што се поставени сите наши понатамошни мисли. Значи, чистата свест, која што ја допираме најчесто при спијање. Значи, сите затоа ни треба спијање, затоа што, значи, тоа е, тука е онај издиот на животот, затоа што ни треба пауза од сите мисли, од сите процеси, кои што, сакале или не, сите носат одредено ниво на стрес, на тензија. Дури и оние најубавите, дури и оние највозбудливите, што најмногу нас не хранат, сите носат одредено ниво, одредена количина на стрес. Влачење на хормони на кортизол, допамин и така натаму. Значи, нормално, во одредена количина, и во поголема од одреден, и во повеќе од умерена, се пријатни. Меѓутоа, пролонгирано време, пример, дури да го работам најпријатното нешто на компјутер или физички небитно, ако е многу подолго време, нормално дека во главата веќе почне да се загрева нешто. Главата, може би срцето, многу често, и се ствара тензија. Затоа на сите ни треба тој одмор, то доживување на чиста свест. Значи, со сесијата дишење, буквално го пристапуваме на ова нулто поле, нулта точка на умот. Значи, најдлабока, значи тоа нормално со тренинг, уствари, не е од старт, може да биде кај многу луѓе, уствари. Многу често сум гледал, се случува фантастични, длабоки искуства, кои што толку многу ме мотивираат да работам со оваа дејност, затоа што кога ке човек доживеи на себе, е едно, а кога ќе го види истото врз друг, проверено, докажано како, значи, 2 и 2, 4, буквално чиста физика дека функционира тука, кога ќе го види тоа човек, тогаш се случува сериозна мотивација. Нарочито на некој кој што е идентификуван со овој метод, затоа што го искусил на своја кожа и сега гледа дека правилно пренесување на истото действува многу мојчно на некој друг. И сега еден чекор поназад да се вратам. Значи, што се случува? Се соединуваат свесното со подсвесното. Во подсвесното е и надсвесното. Можеме да ги поделиме теоретски на 3 делови умот, може на 2, свесно и подсвесно. Буквално, то соединување, значи, во телото, предизвикува се она што стрчи, што не се синхронизира со хармоничната вибрација во нас, да излези на виделина, и то се манифестира во вид на лична драма, која што телото ја манифестира или на физичко ниво со контракција на рацете, нозете, вилицата, или колковите, или емоционална психичка драма, во вид на одредено недоразјаснето искуство, значи нешто што во моментот не мачи, нешто што овој период од животот не мачи.
ни тежи, излегува на површина. Значи, здивот го вади се она што стрчи, што не ни дозволува да живееме во нашиот врвен, ќе го наречам, центар или гениот во нас. Сите имаме различни термини, на најнародски начин, на најприроден начин се изразувам. Се надевам дека нема да ми замерите за несовршени граматички изразувања и така натаму. Значи, секој нека проба со срцето да осети дали овие зборови дали резонираат со тебе. Значи, некои луѓе веднаш доживуваат екстатични искуства. Чувство на врховен мир, чувство на таква празнина во главата или во градите, леснина, што едноставно само по себе веќе то постанува еден темел и поле врз кој шо понатаму истите се надоградуваат. Искуството покажува дека со пролонгирани сесии, значи и повторени, да речиме за старт прави 10 комплетни сесии по 1 до 2 часа. Обично 1 час е дишењето и уште 1 час има едно споделување на секој па дискусија оти кога ги дискутираме работите што ги доживуваме, откако ќе ги вербализираме, се случува уште едно по-длабоко интегрирање прифаќање. Тоа е практичната вредност. Значи, со повторени сесии, сите овие психолошки, лични, емоционални драми, физички контракции, полека заминуваат. Значи, здивот ги чисти, позади здивот течи таа исцелителна животна енергија. Истата таа енергија што, значи, биоенергијата, што сите не движи, и многу луѓе на различен начин може да ја активираат. Ние тука директно ја будиме секој во себе. Значи, не се предавам јас со мојата енергија некој друг да ми влијае, иако немаме ништо против тоа. Значи, буквално ја активираме таа снага и дозволуваме на истата да течи. Низ мене по моја дозвола, по моја интенција. Разликата е многу голема. Значи, разликата е прилично многу голема, затоа што јас постанувам оној одговорен клуч кој што ги решава аномалиите во себе си. Јас сум тој кој што прифаќа комплетна одговорност за се она мене што ми се случува. Значи, не му ја предавам мојата енергија на друг да ме лекува, туку буквално единствената алатка која што однадвор ја користам е, да речеме, асистентот, инструкторот, во случајов јас, ако ја водам сесијата, и здивот. Сето ова ставено во една рамка на здрав ментален став, кој што нормално е дел од сесиите дишење, терапијата со дишење, резултира со многу директна исцелителна вибрација, став и на крајот перцепција, која што кога ние ќе научиме да и пристапуваме на оваа изворна состојба редовно во нас, се будат многу здрави навики. Значи, се будат многу здрави навики, здрави ставови, здрави желби за здрави дејности, кои што нормално се едноставно темел за понатамошен живот.